Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Технологијата со брзи чекори се движи напред, таа наоѓа свое значајно место и во медицината. Така, 3D печатачите се користат за печатење реплики на внатрешни органи кои на хирурзите им помагаат во предоперативното планирање. Така, тие можат да вежбаат на овие органи, да испланираат на каков начин ќе го извршат хируршкиот зафат, но и да направат соодветни адекватни импланти. Но исто така се зборува и за печатење на 3D органи со клетки од пациентот. Дали може би е тоа иднината на трансплантацијата? Имаме навистина интересна тема, еден интересен разговор кој што ќе го водиме со доктор Стефан Арсенков, специјалист по абдоминална хирургија во Универзитетската клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Разговорот ќе го проследите секако по рекламниот блок. Останете на Телма. Денеска ќе зборуваме за печатење на 3D модели на внатрешни органи, на реплики на внатрешни органи кои што им помагаат на хирурзите во предоперативното планирање. На оваа тема разговараме со доктор Стефан Арсенков, специјалист по абдоминална хирургија од Универзитетската клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје, позната како градска болница. Да. Добре ни дојдовте, докторе, во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Драго ми е што ќе отвориме една ваква интересна тема, бидејќи денеска ќе зборуваме за печатење во 3 димензии на внатрешни органи кои што обично се заболени, за да можат хирурзите да ги видат како изгледа, да го лоцираат проблемот и сето тоа да помогне во планирањето на оперативниот зафат. И за таа цел се користат 3D печатачи. Сега, што се тоа 3D печатачи? Да, тоа е каква технолошкиот дел тоа? на нашата работа. 3D печатачи се еден вид на машини кои што, најпросто кажано, топат еден вид на специјална пластика и потоа ја распоредуваат на начина кој што ни ги даваат овие предмети што ги гледаме, било што ќе се побара од печатачот. Тоа е, можеби не толку нова технологија, но последниве години зема еден замав како едно поле од технологија која што многу брзо се развива, па наоѓа примена и во нашата секојдневна пракса. Така, значи, органот што сакате да го третирате, го печатите во 3 димензии, но како успевате да го постигнете тоа? Какви снимки треба да се направат за да можете да го добиете во 3D така, печатен форма? Модел или реплика на органот кој што ни дава многу појасна представа за тоа што всушност се случува кај пациентот и што можеме ние во текот на операцијата да очекуваме. Моделите најчесто ги правиме на база на снимки од компјутерска томографија. Иако технички возможно да се изведат и снимки од магнетна резонанца, но најчесто користената технологија е компјутерската томографија, која што сама по себе треба да биде соодветно изработена, односно снимањето да биде направено така да ни даде оптимални услови за работа и за изработување на овие модели. Но таму ги добивате сликите во 2D. Така. Тие методи на снимање даваат снимки во две димензии. Така, можеме да погледнеме како всушност изгледаат тие снимки. Даваат пресек на одредено ниво на телото и во моментот кога ние ги гледаме тие снимки, нешто слично на она што се гледа позади, кога ги гледаме тие снимки имаме само една представа која што се однесува само на одреден дел од телото, значи направен така наречен пресек на тоа ниво, во случајов глава и мозок гледаме позади нас, можеме да видиме само на овој пресек што може да видиме што се наоѓа, но гледајќи ги тие снимки ние треба или да замислиме што би можеле да сретнеме во тродимензионалниот свет во кој што живееме и работиме, или со помош на овие модели да се поедноставиме работата многу и да имаме многу појасна и точна представа за што тоа всушност се случува и кај пациентот и што би нашле во тек на потенцијалната операција. Докторе, колку снимки треба да направите со компјутерска томографија? Тоа е техничкото прашање. За да можете прашање. Да изработите 3D модел на реплика на органот? Техничкото прашање всушност се прави едно снимање со компјутерска томографија, но нели со соодветна поддршка од нашите радиолози во
нашата установа која ги правиме, ги соодветно подесуваме параметрите на во тоа снимање за да имаме адекватен број на пресеци кои што би ни дале добар квалитет на овие модели. Сега, кои се органи можете да ги испечатите на ваков начин? Можеме да испечатиме се што снимаме всушност, можеме да правиме реплика од се што имаме на снимката. Од, ако почнеме од глава, од мозок, коски, рбет, како што имаме тука еве на масата, па сите речам внатрешни органи, од бели дробови, желудник, панкреас, црн дроб, слезенка, се што ни е потребно, односно се што пациентот има потреба да се лекува или оперира на некој начин, ние можеме да го изработиме и најголем дел од тие сме ги направиле за да можеме соодветно да планираме оперативниот зафат. Значи, сето ова може да најде примена во речиси сите сфери на хирургијата. Точно така. Нема место каде што не би можело да се примени. Точно така. Истакнати се научните трудови кои што се објавуваат во областа на максилофацијалната хирургија и ортопедијата, односно травматологијата, затоа што таму се работи со коски и коските се малку подостапни, полесни за добивање од снимките на компјутерска томографија. Она што ние го правиме како еден вид на новитет и можеби малку помалку застапено општо во светот, па и кај нас мислам дека за прв пат се прави, се тоа што правиме и модели и реплики на останатите внатрешни мекоткивни органи, како што се крвните садови, слезенки, бубрези, црн дроб и така натаму, кои што бараат малку по-детална обработка на снимките од компјутерска томографија, за да може да се добие соодветен приказ и идеална репродукција на анатомијата кај пациентите. Тродимензионален приказ, да. Еве сега може да ни покажете дел од она што е испечатено на ваков начин. Споминавте дека коските, зглобовите се нешто што најчесто се практикува, односно се кај овие органи најчесто се применува печатењето. Да, најмногу се објавени научни трудови на таа тема. Конкретно скочен зглоб. Ова се два скочни зглоба, од кои што едниот е здрав, кај истиот пациент, едниот е здрав, кој што се користи како репер за да може да се направи корекција на ниво на претходна скршеница која што јасно се гледа како искривување на коската и доколку ги гледаме од напред двата скочни зглоба многу лесно се забележува разликата во поставеноста и зошто пациентот би имал проблем со одењето на болната нога. Нешто што е корисно да се спомене и во овој случај е што исто во ова ние кога ги имаме овие модели можеме и да им го објасниме многу појасно и по-сликовито да го сватат и самите пациенти кои што треба да се подложат на одредената хируршка интервенција, со што многу појасно има што тие може да очекуваат, што добиваат како што се случува како операција или како оперативен зафат и што всушност е проблемот што ги мачи во случајот сете повреда на ниво на коските во скочниот зглоб кои што ја пореметуваат нормалната положба. Веќе кога споменавте коски, ќе се задржаме на оној дел кај максилофацијалната хирургија, бидејќи напоменавте тука наоѓа 3D печатењето голема примена. Доколку има некоја коска на која што има карцином и таа треба да се отстрани. Како досега беа правени тие операции? И како сега со 3D технологијата би можеле да се изведат? Па, секако тоа биле правени со многу сепак детални мерења и големо искуство од страна на максилофацијалните хирурзи, но со помош на оваа технологија може да се биде многу попрецизен, може дури и да се испроба дали тоа што би се правело на потенцијалниот пациент може да се испроба, дури и моделите можат и сме се случувало кај нас да ги пресечеме и да на еден начин ја симулираме операцијата за да се проба, испроба и начинот отстранување на карцинома така. Да се добие и начин и отстранувањето и евентуалниот графт, односно на што би се всадило на место на извадената коска. Така да има многу голема примена во како што реков, и во максилофацијалната хирургија, но и во наоѓа примена во сите области на медицината. Имате тука и уште некои органи кои што се испечатени. Ово овде срце? Тоа е срце од бебе со срцева мана, со малку поинакви
поинаков тек на крвните садови, од што е нормално, поради што бебето требаше да биде оперирано и особено значајно во оваа ситуација е тоа што го има кардиохирурзите, детските кардиохирурзи го има овој модел за да можат да видат анатомијата како точно се случува, затоа што овие случаи со аномалии или мани во анатомијата не се нешто што може да се најде во атлас или во книга, туку баш заради тоа е потребна операција, затоа што е нетипична, некарактеристична анатомија. И кога може да се види вака нешто и да се увидат точните димензии, точниот тек на крвните садови или органите кои што ги оперираме, секогаш е многу полесно и полесно за хирургот, а со самото тоа и многу полесно за пациентот, затоа што со адекватен приказ на сите анатомски структури и кога хирургот точно знае што да очекува во тек на операција и се скратува оперативното време, пациентот е помалку под анестезија, значи дека и помалку лекови прима, а и се намалуваат потенцијалните ризици од сите евентуални компликации или несакани случаи во текот на операцијата, со тоа што хирургот е максимално спремен за конкретната операција или интервенција. Исто така можете да ги спечатите и туморите кои што се јавуваат во телото, конкретно, ако не се лажам, ова е тој модел. Тоа е еден модел на слезенка со тумор, која што е на пациент кој што имаше потреба да биде отстранета слезенката заедно со тоа што викаме опашка на задниот дел на панкреасот. И тоа е нешто што е значајно да се спомене, тоа што го начнав на претходното прашање, дека анатомијата ние што ја учиме во тек на студии, во тек на факултетот, не учи на нормалните настани нормалната варијација на анатомските структури. Кога ги гледаме овие модели, всушност голем дел, особено од студентите, за прв пат се соочуваат со модел на анатомија кој што е некако, ајде да речам, болен или променет од некаква состојба. И затоа е многу значено да се имаат овие модели. Ке се навратам на конкретниот модел. Моделот ни помогна да увидиме точно која е позицијата на сите органи кои што треба да пристапиме и со, да речам, минимално оштетување или минимално манипулација на останатите ткива, кои што не треба да се извадат, да стигнеме точно таму каде што треба да го отстраниме туморот заедно со остатокот од органите кои што треба да се отстранат. Затоа дури и за еден сличен ваков случај напишавме дури еден труд кој што беше објавен во списание на Оксфорд University Press како иновативен пристап до овој тип на операции, кај што и докажано според студии за таков тип на операцијата ние сме успеле да завршиме, да речеме, за 60 или 70% од времето потребно кога се прави таквата операција без ваков модел, затоа што сме биле целосно спремни, точно знаеме што може да најдеме во тек на операцијата и да пристапиме точно само таму каде што треба. Ни донесовте уште неколку модели, ова, ако не се лажам, е сличен модел на претходниот, се работи исто така за слезенка, ова е може да видите ова кој е туморозно променета кокава, ова е енормно зголемување на слезенката кај еден од нашите пациенти кој што баш поради тоа имаше потреба истата да се отстрани. Значи ова е всушност слезинката долу, така? Со, да речеме, бордо боја, димензија. Голема димензија. Дури може и на моделот да се види како ги избуткува од позадија бубрегот, како е избуткан кон долу, затоа што слезенката пораснала многу голема и поради тоа пациентот има одредени проблеми. Исто така, растот на органот ја менува анатомијата внатре и заради тоа ни беше многу корисно да знаеме точно каде треба да пристапиме на крвните садови, за да ги подврземе, за да не имаме несакани начекување крварења и безбедно да го отстраниме целиот орган кој што беше заболен во случајов. Суштината на соодветната предоперативна припрема е токму тоа, но сега имаме уште едно оружје повеќе во
нашиот арсенал за кој што многу можеме да повеќе им помогнеме на одговори пациентите. добивате на прашањата кои што носат неизвестност во текот на оперативниот зафат, некога се работи за живото загрозувачка состојба и на ваков начин може ли да се каже дека се зголемуваат шансите за преживување кај пациентите, особено кај оние каде што се помеѓу животот и смртта? Така, она што е докажано со сите научни публикации е тоа дека се намалуваат ризиците од компликации, дека пациентите имаат помалку постоперативна болка, опоравувањето трае подобро, трае пократко и нормално сето тоа придонесува подобрување на животот на пациентите. Точно како што кажавте, имаме многу појасна представа за тоа што се случува. И ако се навратам на оно што го зборевме, сликите дводимензионални кои што ги гледаме, ако, нели, познатата поговорка дека една слика е 1000 зборови, а ние за да ги направиме овие модели синтетизираме стотици слики, така да може да замислите колку многу зборови се тоа содржани во еден модел што го правиме за да ни биде нас многу појасно и по-лесно да знаеме со што се соочуваме. Докторе, од какви се материјали може да се испечатат органите? Постои ли опција да има текстура слична на реалната? Така, има различни техники, ние користиме различни материјали во зависност од тоа што ни е потребно. Еве, овој модел на рбетен столб тука сме го испечатиле во вид на смола, се вика тоа, затоа што е блиску до цврстината на вистинската коска, во зависност од тоа што ни е потребно. Некои модели, како например овој модел тука на крвни садови, се многу по-флексибилни, гледаме дека може да се манипулираат, за да можеме ние во текот на предоперативно планирање и да го расклопиме, да го разгледаме од сите страни моделот, да имаме јасна визија, а кога ни е потребно нешто што е подцврсто, можеме од подцврста пластика, како например коски кои што се многу по-крути, како што се и што се поблиску до реалната цврстина на коските. Значи имаме различни материјали од пластика, смола, гума и ова е еден посебен вид на смола кој што е пофлексибилен од овој тип на смола. Различни материјали и различни техники на печатање кои што во зависност од тоа што ни е потребно ние ги користиме. Доколку има потреба да се извежба операцијата, треба ли текстурата на органот да биде блиска до реалната? Така, во зависност од тоа што ни е потребно. Некогаш кај коските да може да се извежба со тоа што може буквално да се пресече и да се стави штраф или плочка на коската каде што треба да се стави. Ако навистина можеме и да симулираме операцијата, да врземе дел од крвните садови, да видиме како би пристапиле, така да, сето тоа е корисно да се има и всушност тоа е еден од големите бенефити на овие модели, што после завршување на третманот на пациентот, моделите остануваат во нашата установа и со нивна помош можеме да вршиме едукација на студенти, специјализанти, тоа што нашата клиника е дел од наставната база и на Универзитетот Свети Кирил и Методи и на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, па и специјализантите и студенти кои што гравитираат кај нас имаат можност да се запознаат со одредени патолошки состојби и патолошки променети на органика и пациентите, што секако додава во вредноста на моделите што ги изработуваме. Каков интересот кај нас од страна на хирурзите за овој тип на предоперативна подготовка и планирање? Кај нас се зголемува со секој нов случај, се зголемува интересот за изработување нови случаи. Нормално ние немаме ниту време, ниту луксус за секој поединечен случај да правиме вакви модели, но тоа го изработуваме за тие што се малце по несекојдневни или по комплицирани случаи. И можам со задоволство да кажам дека колегите во нашата болница, скоро од сите оделенија имаат искористено некои од нашите модели, почнувајќи од оделението за травматологија, нашето оделение за абдоминална хирургија, оделение за урологија и така натаму, сите имаат искористено некои од моделите за оние или поспецифични, по-специфични, посложени. Ова не е за сите пациенти. Не е за сите пациенти, нема ниту потреба, ниту е исплатливо ни од аспект на време, ни од аспект на изработка на моделите, нема причина за секоја операција да се прави, но особено за оние што поретко се гледаат и што се поспецифични, и како има големо значење да се направат овие модели. Колку органи, реплики на органи досега имате испечатено?
Имате ли некаква евиденција? Да, мислам дека се повеќе од 20 на пациенти кои што ги имаме третирано со помош на овие модели, моделите ги имаме искористено во целокупниот третман на пациентите. И како што кажав, тоа се пациенти со најразлични состојби кои што се лечеле на повеќе одделенија во нашата клиника, но сепак се повеќе од 20 во текот на изминатава една година колку што отприлика работиме со оваа технологија. И како започнавте? Како дојдовте до идеја дека ќе започнете со овој пристап во работата, со 3D печатење на реплики на внатрешни органи? Па, истражувајќи во насока на користење на технологија во медицината, особено во хирургијата, бев на една едукација, еден семинар во Сингапур, каде што таму ни беа представени најразлични технологии, меѓу кои и нешто слично на ова што ние го правиме денеска тука. И потоа се поврзавме со колегите од Сингапур, одржавме еден вид на конференција кај што ги пренесува своите искуства и според она што го видовме тогаш и кога сме во комуникација со нив од тогаш наваму, можам да со задоволство да кажам дека во овој аспект на изработување на овие модели воопшто не заостануваме за оние земји кои што имаат поголемо искуство и многу поголеми и по достапни услови од нас. Како изгледа во светот? Колку често се применува 3D печатењето во медицината? Така, како што кажав на самиот почеток, 3D печатењето како технологија зема еден голем замав последниве десетина години. Има некоја статистика која што пред десетина години околу 9-10 болници на ниво на Соединетите Американски држави имале одделенија за 3D печатење, а во 10 години кои што следуваат до 2020 година, тој број се порасна за околу 10 пати, што значи станува веќе 100 болници, сигурно сега и повеќе, имаат во самата болница оддели за 3D печатење на вакви модели. Што значи дека зема голем замав, но па од друга страна 100 и па и 200 болници на ниво на Соединетите Американски држави се нешто се многу мал број, што значи дека иако зема голем замав, се уште е во свој зачеток технологијата и пак со задоволство можам да кажам дека воопшто не доцниме зад технолошките напредоци. Оваа технологија беше многу скапа пред десетина години, но сега и тоа се менува, станува се подостапна, велела дека наскоро со цените ќе се изедначи со 2D печатачите и дека ќе може речиси секој да има и во својот дом 3D принтер, така. 3D печатач и сигурно и сето тоа ќе води до еден побрз развој, претпоставувам и во медицината. Точно така, да. 3D печатачите, како што кажа, со земањето на голем замав, стануваат се поевтини и се подостапни. И како и секоја друга алатка, и тоа може да биде меч со две острици, нели? Едноставно, леснотијата и едноставноста на користење од една страна е одлично нешто што ни го прави достапно и нас како технологија, но од друга страна мора да се биде многу внимателен, особено при вакви случаи, кога се генерираат вакви модели чие што користење има директна импликација и директно влијае врз третманот на пациентите, мора да се биде максимално сигурен дека моделите кои што ги генерираме и кои што се користат се идеална репрезентација на анатомијата на пациентите и затоа и ние вршевме и вршиме постојано детални мерења и споредби на она што го имаме како модели, затоа сме сигурни дека добиваме моделот е адекватна, реална реплика на заболениот орган во конкретниот случај. Затоа спротивно, да, би било катастрофално доколку да речеме некој крвен сад не сме го испечатиле на моделот и хирургот влезе на операција мислејќи дека таму нема да најде ништо и наоѓа голем крвен сад или значи одговорноста истовремено е голема. Апсолутно е голема одговорноста и затоа е исклучително битно да сме сигурни дека моделите кои што ги користиме, како што реков, идеално е репрезентираат анатомијата и затоа е многу битно внимателно и со големо ниво на одговорност да се користат овие модели. Значи снимките треба да бидат како што треба. Апсолутно. Пресметките идеални, материјалите со кои што се печати, и самиот печатач? Така, да. Значи сите овие
модели кои што ги имаме на кои што ги користиме, ги изработи Огнен Плавевски, нашиот соработник, со кој што изминатава година многу часови имаме поминато заедно, работејќи, анализирајќи ги сите модели кои што ги правиме, за да сме сигурни дека она што го имаме како производ на вистина е тоа што ни треба и можеме да бидеме сигурни кога се водиме по тоа во тек на операција, затоа што неретко овие модели можеме да ги земеме и во операциона сала со нас, па да доколку ни е потребно да имаме еден вид на визуелна референца, како што на сликите позади се гледа во операциона сала како ги користат снимките од компјутерска томографија, ние можеме дури ова да го имаме како еден вид на визуелна референца, да знаеме точно со што би можеле да се соочиме. Да видите што точно има позади туморот, каде е точно лоциран крвниот сад, уште еднаш да се осигурате за оперативниот тек да тече во посакуваната насока. Така, се со цел да му помогнеме на пациентот на најдобар можен начин и да биде најдобриот исход да се добие од лекувањето. Докторе, освен што се користат 3D печатачите во печатењето на реплики на органи, модели на органи кои што се заболени во предоперативното планирање, исто така се зборува за начин на лекување, односно за печатење на органи со клетки од пациентите. Така. Колку сме близко, односно далеко до таа цел? Во светот има неколку истражувачки центри кои што работат на тоа поле. Од една страна секој ден сме се поблиску до тоа, но од друга страна тоа е се уште многу далеко од реалноста, затоа што нема технологија која што возможува да се испечати функционален орган се уште. Прочитав некаде дека има испечатено бубрек, кој што живее многу кратко. Многу кратко живее. Значи предизвикот е всушност да живее долго и да функционира како реалниот орган. Тоа не е постигнато. Тоа што се уште не е направен функционален орган кој што е всаден во тело на пациент. Она што последно знам како еден тип на тkivo, како раскавица и кожа кои што се испечатени, па и дел од црн дроб кои што живеат неколку недели, што сепак е огромен успех само по себе, но неколку недели не е животен век на орган кој што би можел да му помогне на пациент сега за сега. Но фактот што се случува сега, тоа само води до тоа дека можеби и се надеваме дека некогаш наскоро ќе биде она светска криза со недостаток на доволно органи за трансплантација ќе може да биде надмината со користење на 3D печатени органи, но мислам дека има уште неколку големи предизвици кои што би можеле би требало да се надминат за да може тоа да стане реално. Значи идејата е всушност со сопствени клетки, така? Да, тоа се користи. Биомастило го нарекува тој материјал. Каков материјал би се користел и на што работат научниците? Дајте ни неколку насоки. Да, тоа е сега биопечатање или биопринтинг, мислам дека баш е слично нешто во позадина што дека нас, но еден како вид на изгледа печатењето всушност? Да, гелови кои што го поддржуваат животот на клетките со помош на матични клетки кои што се клетки, како да наречем, кои што ги имаат можност да се развијат било кој тип на клетка и со соодветно стимулирање на тие клетки, односно треба да им се каже дека овие клетки кои што се уште не развиени треба да се развиваат клетки од црн дроб. Со соодветни лекови, хемикали, тие се насочуваат во таа насока да се развиваат или диференцираат и кога ќе се развијат тие во клетки кои што се ја вршат функцијата која што треба да ја вршат, се печатот, односно се стават во една таков гел како што видовме, кој што поддржува живење на таков тип на клетки, но како што кажавме, тие клетки се уште многу кратко живи, затоа што се уште не е успешно направен систем на адекватен крвоток, за да тие клетки ги имаат сите хранливи материи кои што се потребни на едно ткиво во организмот на човекот да може да живее колку што е потребно. Пред 10 години, ако не се лажам, експериментално бе изведени неколку зафати со печатени крвни садови
Така. Имате информации какви се резултатите, пациентите? Да, од една страна тоа се ги преживеале ли тие запати? печатени крвни садови се печатат, односно се како протези. И тоа протезите, тоа е веќе крвни протеза, садови, ендопротеза, така? Да, се користат во секојдневието, со тоа што тие печатени се соодветни на големината и на анатомијата на пациентот. Но не се соматични клетки спечатени? Не. Тоа си се со материјалот од кој што нормално се прават протезите, само се направени со соодветната големина за да идеално одговараат на анатомијата на пациентот како што треба да се вгради. Има сега во последно време малку со тие матични клетки еден, да речам, малку неславен случај кој што стана една хит серија документарна кој што пробува на ниво на дишни патишта со тие матични клетки да вградуваат такви импланти кај пациентите, но тоа за жал не вроди со успехот со кој што првично беше најавуван тоа, што само кажува дека тој дел од печатењето или биопечатењето со матични клетки е уште нешто што ни е малку недостижно општо на светско ниво, не само нас тука. Но се работи на тоа? Се работи, има истражувачки лаборатории кои што секојдневно објавуваат по некој нов напредок на таа тема и се надеваме дека наскоро ќе можеме и ние да го правиме тоа тука, но верувам дека сме години далеку од функционални испечатени органи, да. Така, но и еден ден веројатно би трансплантацијата на органи би се одвивала на ваков начин. Има повторно велат етички дилеми, потоа кој ќе може сето тоа да си го дозволи, но за тоа потоа кога еден ден ќе стигнеме до таму. Како и секоја друга алатка, нели? Не алатката нема никакви импликации, начинот на користење на таа алатка е она што е значајно и што е битно, и тие етички дилеми во секоја нова технологија ги има, но се надеваме дека од ова ќе можеме да извлечеме само голем бенефит. Ќе ги вклучиме гледачите доколку имаат некакво прашање поврзано со денешната тема. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Зборуваме за една исклучително интересна тема, една нова област во медицината, тоа е 3D печатењето, кое што е поврзано во моментов со предоперативното планирање и име од голема помош на хирурзите. Докторе, се случували и пациенти кои што се во тешка здравствена состојба, кои што имаат комплицирана болест, да ви се обратат, да побараат да се испечати органот кој што е заболен, за да се изанализираат шансите за опоравување? Имат ли веќе пациентите кај нас информација дека ова се прави во Македонија? Да, има се случило да дојдат пациенти како што слушнале од блискиот познати луѓе, да дојдат да прашаат дали нивната ситуација би имала корист да се искористи да се направи вакво нешто. И се случило и да го направиме тоа и да му помогнеме на пациентот со тоа што соодветната визуализација му дала информација на лекарот дали како треба да се оперира и да се пристапи. Така да би можело да кажеме дека и овие модели до некаде помагаат и во процесот на диагностика на пациентите, односно до доаѓање на поточна и посоодветна диагноза и да изнаоѓање на адекватен начин на третман на пациентите. Се случува ли комплетно да се промени стратегијата на лекувањето по разгледувањето на репликата на органот што е заболен? Така, апсолутно се случува и се случило да имавме случај кога еден од моделите кои што ги испечативме беше испланирана операција претходно, хирургот имаше видено сите снимки кои што нормално се гледат, но кога го виде моделот соочен, сега е веќе карикирано, но овој крвен сад не се влива тамо каде што треба да се влива, тоа значи дека наш пристапот мора да ни биде различен, за да може адекватно да пристапиме до конкретниот крвен сад и базирано на моделот или благодарение на моделот, оперативниот план и оперативната тактика се промени предоперативно, за среќа се заврши најдобро по пациентот. Сигурен сум дека и
во текот на операцијата тоа ќе беше увидено и соодветно ќе беше истретиран пациентот, но вака, како што кажав, поспремен хирург, значи по-брзо, поефикасно и подобро завршена операција за пациентот. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Имам едно прашање. Повелете. Јас имам тумор во абдоменот. Така. Бенигнен ми рече, ама каде и што е, не знам, само тоа ми кажа докторот дека имам тумор. Бенигнен. На кој орган, знаете? Не ми кажа ништо. Не прашавте? Не прашав, не знам више што да прашам. Така бивте збунета, шокирана од информацијата. И сега, душо, имам упут во градска болница. Така, сега треба се направи операцијата, во дилема Ама сте. не знам што ќе ми прават. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Јас се надевам дека исходот ќе биде најдобар што може, со оглед на тоа дека е бениген тумор. Обично бенигните тумори имаат подобра прогноза. Имаат подобра прогноза, сепак зависни од нивната локализација и колку е тоа возможно да се оперира и отстрани. Немаме, не добивме доволно информации. Така не знаеше гледачката дури ни на кој орган го има проблемот. Но секако дека во нашата институција има одлични хирурзи, кај кој да има термин, рече дека има термин, кај кој да има закажано, доколку има потреба, сигурен сум дека и може и за тој случај да се направи, доколку има потреба да се направи модел за да при потенцијалниот оперативен третман нуди шанси за излекување и опоравок на пациентката. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање. Секако. Голем поздрав до докторот и до вас, господја Марија. Ви благодарам. Ме интересира кај може да го најдеме докторот и кај работи и да се консултираме за овие болести. Ќе ве молам да ми објасните. Така, добро. Докторот работи во хируршката болница, универзитетска клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски, тоа е старата градска болница, црвената болница Каши Собрание. Така. Доктор Стефан Нарсеков, специјалист по абдоминална хирургија, е денеска гостин во студиото на Телма. Претпоставам дека докторе сега ќе има изголемен интерес по оваа емисија кај пациентите кои што имаат некаков здравствен проблем. Значи, да напоменем уште еднаш, ова не е за секој пациент кој што има некаков проблем, туку е за сложени. За сложени, комплицирани случаи, но секој пациент кој што мисли дека би имал проблем, со задоволство ќе го прегледаме. Може да кажеме обично термините кои ги има во ден петок во амбуланта за абдоминална хирургија во нашата болница. Секој што мисли дека би можел да има корист и дека неговата состојба би можело да биде слободно, може да дојде на консултација и со задоволство ќе им објасниме и се надевам и помогнеме на сите оние кои што имаат потреба од нашите услуги како хируршка клиника. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, ви се молам. Ве слушаме, во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме во програма. Јас да не има и друг. Не, ве слушаме вас, значи следите го само разговорот преку слушалката. Сакам да да ве поздравам вас и да го поздравам многу докторот затоа што е стварно многу квалитетен. Ви благодарам за вклучувањето. Поздрав до доктор Стефан. Така, ви благодарам за вклучувањето и за поддршката што ја дадовте јавно во програма. Добивам знак дека уште еден гледач сака да се вклучи. Добар ден и за него. Се исклучил. Добро. Докторе, ние продолжуваме понатаму. Колку време е потребно за да се испечатат сложените органи, кај што има многу крвни садови и слично? И како тука проценувате, колка е точноста и да речеме кај срцето забележав дека има навистина огромен број на крвни садови? Така, да. Времето е потребно за да се направи првично моделот, да се генерира моделот од снимките од компјутерска томографија и
еден аспект и времето потребно тие модели кои што ги генерираме да бидат испечатени е другиот аспект кој што треба да се на кој што треба да се внимава во моментов за најголем дел од операциите, за да речеме околу 2 дена, ден до 2, можеме да ги имаме готови од снимката до предметот во рака, што значи дека воопшто не се одложува третманот на пациентите за да не се чека време. Тоа обично е времето кое што секако е потребно пациентот да биде подготвен за операција, да прими соодветна терапија и така натаму. Тој период ние го користиме за да ги изработиме моментите, така да воопшто не се одложува третманот заради изработка на овие модели, но да го спомнавте тоа срце кое што иако гледате колку е многу помало од другите модели кои што ги имаме физички е помало, можеби најдолго време ни беше потребно за многу тоа да комплексна структура. Затоа што е многу комплексна структура, знам дека тој модел кој го генерирав повеќе од 8 часа беа потребни работа на компјутер само од снимката да се добие до моделот и уште минимум толку за да се тоа испечати во она реална големина и во форма во која што би ни била корисна. Така да, иако е бара многу труд, многу внимателно планирање и ентузијазам секако, битно е тоа што го нагласи дека третманот на пациентите воопшто не се одложува за да се изработи овој модел. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Би сакал да му изразам огромна благодарност на вашиот гостин, господин Арсенков и до неговиот родител, Љубен Арсенков. Се работи за не врвни, него Македонија се гордее со вакви експерти на не немам зборови да дискажам, може би ќе се сети почитуваниот експерт. Господи, моето дете имаше сообраќај од страната му више слезината, таткото на Дино дека. Се сеќавам на Дино, да. Да, голема, огромна благодарност и сакам ова јавување да стигне некаде многу погоре до надлежните да превземат специфични не мерки, меѓутоа да ве запазат како врвни во својот занет, пошто помагаат не себе што јас немам зборови во овој момент се заблагодарам, морав јавно вака. Така. Се познаваме лично. Уште еднаш голема благодарност до вас. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам што се вклучивте во програма и ето што го споделивте вашето позитивно искуство. Убаво е да се претпоставам дека е многу убаво во овие моменти кога има ваква поддршка од страна на апсолутно е многу убаво семејствата на кои што сте им помогнале. Тоа е всушност она за кое што работиме, да имаме здрави, среќни, задоволни пациенти е највисокото нешто што можеме да го достигнеме како хирурзи, како лекари воопшто. И моето последно прашање, докторе, за денеска е со какво темпо можете всушност да ги изработувате овие реплики на органи? Така, од една страна се надеваме дека ќе имаме што помалку пациенти на кои што им се потребни, дека што поздрави ќе бидат луѓето, но од друга страна секому кој што би можеле да помогнеме би изработиле. Сега за сега само во нашата болница се прави и се трудиме да достигнеме, не снимале ситуација да не можеме временски да изработиме како модел до сега, но секако доколку дај Боже и колегите да видат колку е корисно и да има поголема поборувачка, сигурен сум дека ќе најдеме начин да го возможиме за што поголем број пациенти да имаат корист од оваа технологија. Се случува и од другите клиники, докторите се заинтересирани за овој пристап во подготовката на операциите? Ке сложените хируршки зафати? Сме зборувале со колеги од повеќе клиники. Рековм тоа, срцето беше операција направена во клиничката болница Ачибадем Систина, како детска кардиохирургија. И се случува, сме оствариле контакти со повеќе колеги од различни клиники, така што секако сме отворени за соработка и
пак ќе кажам со истото, со цел да најдобро и најмногу што може да им помогнеме на нашите пациенти. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Имате голема поддршка во она што го работите. Секогаш убаво кога иновативните моменти кои што се поврзани со технологијата наоѓаат свое место во медицината, а уште е поважно кога тоа се случува и кај нас во нашата земја. Да. Бидејќи не касниме во ова поле, туку како што кажавте, сме во чекор со науката кога станува збор за 3D печатењето на реплики на органи. Ви благодарам на поканата и на шансата да го презентираме ова што го работиме и се надеваме дека ќе продолжиме уште долго на ова поле да напредуваме. Ви посакувам многу успеси во работата. Благодарам. Почитувани доктор Стефан Арсенков, специјалист по абдоминална хирургија, беше наш гостин во Телма амбулант. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно ги прошируваме нашите хоризонти за здравието и здравството.